Добар ден, мирдита, почитуван вице-премиер Битичи, индеруар колег Фатмир, почитувани представници на Макстил и ГИМ, почитувани медиуми и присутни. Со посебно задоволство го поздравувам овој проект што се реализира токму во моментот кога ние како Министерство и како Влада го трасираме патот кон воспоставување на циркуларна економија во државата. Овој проект е конкретна апликација на она што го промовираме со реформата во секторот отпад. Селектирање, реупотреба, рециклирање и преработка. Една од клучните алки во овој ланец која ние како Министерство ја обезбедивме е статусот на секундарна суровина. Добро е кога политиката и праксата се следат и кога за страните развојни политики наоѓаат своја потврда во реалноста. Овој бизнес модел на циркуларна економија за одржлив урбан развој и градба Синдерела покажува дека тоа е можно. Да се искористи секундарната индустријска суровина како градежен материјал и одличен проект за намалување на количините на депониран отпад ги заштитува примарните ресурси и во исто време дава поевтино и брзо решение за реконструкција на патиштата. Значи, имаме домашно решение за троската, што е нус производ на топењето на старо железо, при што го користиме како замена до 20% за цемент, асфалтирање и тампонирање на улици, паркинзи и слично. Драго ми е што ова иновативно решение е резултат на научна соработка помеѓу наши и странски експерти и ова покажува дека ние како држава, нашиот приватен сектор има капацитет да работи на светски начин. Вака придонесуваме за заштита на животна средина и работиме истовремено по економично. Уште еднаш им честитам на Макстил и ГИМ, што се одговорни компании и пример за тоа како треба да работи приватниот сектор со редовни мерење според стандардите и нови одржлив проекти. Зелената агенда значи развој, но на одржлив начин и ова е вистинскиот пример за тоа. Се надевам дека се почесто ќе промовираме вакви проекти. Ви благодарам. Në Leoni vetëm pak me shkurt një formulim të fjalimit. Sot ime këtu në Makstil që është një projekt tregon një shembull të duhur se çfarë do të thënë ripërdorimi i mbetjeve në shtetin ton. Gjithashtu ne si ministri edhe si qeveri kemi kaluar 6 ligje të reja për mbeturinat, edhe ideologjia jonë është ekonomia cirkulare për mbeturinat. Do të thënë ripërdorim, reparim, reciklim para se deponimit. Kjo tregon se mbeturinat e një fabrike si Makstilit mund të përdoren edhe të krijohen produkte tjera në shtetin tonë. I faleminderit